сега веќе време за нашиот прв денешен гостин, вам добро познат, нашиот аптекар, така си го нарековме, Михаил Минов. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, Искра, секое утро. Благодарам за поканата и поздрав до вас. Добро утро и до Слободанка, која што впрочем ве покани, и тоа на убава, важна, значајна тема за сите оние кои што се подготвуваат на одмор, пред се да не заборават што да понесат со себе, предпоставувам. Точно така, ќе ги потсетиме сега. Добро утро, Искра, до тебе, и се разбира, добро утро. Ке ги поздравам и нашите гледачи, сите кои што не следат. Михаил, и од мене добро ни дојде, и секогаш, како што кажа Искра, и наш редовен гостин, во зависно од сезоната, нели, во кое време годишно сме, но убаво е да зборуваме и да се потсетиме на сето на што треба ние да сториме и да се грижиме за нашето здравје. Добро утро. Благодарам на поканата, Слободанка. Добро утро и до вас, добро утро и до гледачите на Алфа телевизија. Верувам дека не станувам досаден со неколку совети кои што зависно од сезоната спомнавте, се трудиме некако да ја подобриме свеста за сопственото здравје, кое што првенствено е наша лична одговорност. Ниту докторот, ниту фармацевтот, односно аптекарот, не може да ни помогне како што самите можеме да си помогнеме. Но пак затоа и секогаш и вие сте тука, јас можеби малку до некои проценти нема да се согласам со ова, затоа што секогаш кога се консултираме за нешто, први сте вие фармацевтите. Да, најдостапни сме за консултација. Сте, така е. Влегуваме, ве прашуваме, се консултираме со вас, а и вие многу добро знаете што е она што треба да ни го понудите во моментот. Се разбира, нели, доколку се оние пропратни болки кои што ги чувствуваме, или пак совети, еве како што сега ова утро, ќе дадеме на нашите гледачи за подготовката за одмор. Што е на прво место кога поаѓаме на одмор, на што треба прво да се сетиме? Кога поаѓаме на одмор, најбитно од све е да ја оставиме работата и стресот дома и да одиме да се одмориме. Така. Сега, одејќи на кај одмор, значи, да, подразбира патување, подразбира изместување на организмот од неговата комфорт зона, то подразбира конкретен квалитет на вода во местото каде што живееме, значи како навика на нашиот организам, подразбира соодветно и климатски услови, дали е надморската висина во прашање, бидејќи нели изместувањето повторно од таа рамнотежа подразбира активирање на бројни механизми во организмот со цел да се адаптира на таа промена. Дел од тие како да кажам, не се проблеми, него се новонастанати ситуации. Кои нашиот организам ги чувствува. Ги чувствува и најчесто реагираме дали ќе биде тоа диареја, односно зачестена течна столица, при вакво менување, односно менување на комфорт зоната на нашиот организам, која што е како најчеста, но повеќето луѓе реагираат на ваквата промена и со на диаметрално различна состојба, односно состојба на запек. И буквално таа недела дена додека се на одмор луѓето, или 10 дена, небитно, мака мачат да се испразне дебелото тоа значи црево. дека секој за себе, индивидуално, зависно од тоа кога правиме промена, еве да кажеме, на клима, средина, она што го споменавме и другите примери, тоа зависи, значи, индивидуално, не мора да значи дека сите треба диареја да не фати, што почесто се случува, меѓутоа може, еве како што напоменавме, и обратно. Меѓутоа затоа треба да бидеме подготвени за тоа на каков начин. Диарејата ја спомнавте, диарејата многу пати ние самите ќе си, како да кажем, ќе се инфицираме со соодветни бактерии, односно вируси, јадејќи недобро измијено овошје и зеленчук, јадејќи храна која што била долго време на собна температура или во најлош случај сонце ја греело, па она буквално се расипува од таа топлина и сега, нели, за да не се фрли, некој ќе ја изеде. Да, посегнуваат по такво, особено видно овошје, конзервирана храна, меѓутоа овошјето, зеленчукот, значи недобро измиени, тука се оние зеленчуци кои што растат приземно, салатите првенствено, недобро измиени и нашиот организам ќе го препознае тој напад, односно инфектот присутен и ќе реагира соодветно. И
постојат и една група на вируси, тоа се ротавируси, посебна категорија, кои што се многу поразлични од колку коронавирусот, а кои што даваат состојба на летни проливи и кои што се пропратени со висока температура, која што трае 48 до 72 часа и резултира со едно дехидрирање на организмот и негово омалаксани се чувствуваме, односно буквално се разболуваме, ама тоа трае 2 до 3 дена. Пократко. Меѓутоа, за да не дојде до такво нешто, ние не посакуваме сега, но затоа сме тука да подсетиме дека можно е да се случи, а мора да признаеме дека и на сите нас вакво нешто сме го почувствувале и ни се случило. И е многу нормално исто да така, се случува. и нормално е, но некој исто така и реагира и со крвниот притисок, исто така кога минува клима и така натаму. Меѓутоа, затоа сме тука ова утро да бидеме подготвени. За прирачната аптека, што да понесеме кога одиме сега на одмор. што да понесеме за сето ова што ние го споменавме дека може и можно е секако да ни се случи и од кои причини посочивме исто. Од аспект на диарејата, односно на запекот, пробиотиците се задолжителни кога одиме надвор од нашето место на живење. Како го бираме добриот пробиотик, гледаме да биде што е можно покомплексен во состав, например 12 пробиотски култури, сите различни, стручно тоа се или соеви од родот на лактобацилус, односно на бифидобактериум, најдобра опција кога има комбинација и од двата соеви на овие млечно-киселински бактерии, кои што најдобро е во капсулата да содржат и пребиотик. Пребиотик е храна за пробиотските култури. Односно, веднаш по испивањето, штом капсулата стигне во желудникот, таа ќе се распадне и се ослободуваат пробиотските млечно-киселински бактерии. Може некој да ги именуваме вака колку да знаат во моментов гледачите што треба да со кои точно пробиотици може да се знатат? Во принцип, јас лично ја користам најмногу Дармфлората. На доктор Волц, германски производ, термостабилна е, издржува и 16 сати со авион, издржува плюс 60 степени, пример Египет, ефикасноста е максимална. Так. Една капсула еднаш дневно. Сосема доволно за надминување на тие летни проливи, односно диарејата која што се случува. Или пак многу побрзо да ги спречиме. Да ги поминеме така лесно и многу полесно, од нанога, да не залегнуваме, да не си го уништиме одморот, со други зборови. Јагленчињата исто така да не ги заборавиме, кои што се исто добродојдени да ги имаме. Тие треба да ги имаме, една табличка или едно пакување, зависно од тоа како реагира нашиот организам. Ако знаеме дека претходно сме имале состојби на така наречени труења со храна, убаво е да си понесеме од дома, да не бараме во 5 до 12 отворена аптека, например на полнок или негдека во друго место, па и возило да се запали, да се стигне до аптека да се купе активен јаглен. Јагленот е прва помош во случај на овие труења со храна. Значи, повторно ги спомнувам, недобро измиените зеленчуци и овошја и пиењето на чешмарска вода во местото каде што одиме на одмор. Конкретно ние од Скопје, например, знаеме да изреагираме ако ја пиеме водоводната вода од Охрид. Промена на квалитетот во водата, која што ќе даде реакција на нашиот организам кон таа промена. Не е дека е лоша водата во Охрид, напротив, многу подобра е отколку оваа скопската, меѓутоа нашиот организам е навигнат на скопската на она што го консумираме ние, ја пиеме оваа вода. Сега замислете што се случува ако отидеме например во Египет на одмор, каде што ризикот од недобро измиени овошје и зеленчуци, односно мразот што се употребува по рестораните, раците со кои што вработените го фаќаат тоа, ризик е. Затоа пробиотик задолжително, медицински јаглен, односно активен јаглен, најдобро од растително потекло, значи добиен со
јагленисување, карбонизација на растенија. Новите комбинации се добиваат со јагленисување на делови од растенија кои што позитивно влијаат на дигестијата на организмот. Зборуваме за активен јаглен изолиран од нане, од растенија кои што се благопријатни за нашиот организам. Организмот ги прифаќа, да. Понатаму, исто така задолжително, сол за рехидратација. Која што сол за рехидратација доаѓа најчесто во облик на кесичка со прашоче внатре, која што во принцип ја раствараме во една шолја, во 200 мл, најдобро провриена вода, секако оладена. Тој прашок за орална рехидратација лесно се раствара, во принцип е соленкаст на вкус, меѓутоа може од фабрика да има додадено арома, најчесто се оди на цитрусни овошја или малини, капини, овие бобинките. Можеме да го поднесеме вкусот. Чисто за да се замаскира вкусот, бидејќи е прва помош особено кај децата. Не дека и ние возрастните не го користиме, напротив, и за нас е благопријатен. Во случај на, повторно ќе кажам, вакви дигестивни турбуленции кои што знаат да му се случат на организмот. Многу убави совети слушаме и токму затоа секогаш се добре дојден Михаел. И она што јас го потенцирам и кажувам и секогаш се советувам и ќе ги поздравам во овој момент девојките од Еврофан во Автокоманда, кои што секогаш ни се достапни за не знам колку прашања да им поставиме, тие на се ни одговараат, не советуваат, ни предлагаат, ни кажуваат, еве токму како што и сега ова утро си разговараме. Благодарам за комплиментите. Па навистина сте добро дојдени. И јас само морам да надокнадам дека сите ние од сите 125 аптеки Еврофарм сме подеднакво и стручни и професионални во нашата работа. Секако достапни. Јас си ги знам моите тука, но сигурно сум дека и во останатите. Тоа е оној најубав концепт на матична аптека. Аптека, како така. што имаме матичен лекар, имаме би требало аптека. да имаме и матична аптека, каде што нашиот фармацевт, аптекар, ќе биде запознаен со нашата терапија, без оглед дали акутна или хронична, односно со тоа како нашиот организам реагира на сите состојби, ситуации кои што токму така, тие добро не секојдневно ни се познаваат случуваат. што е она што ни се случува и што е она што во моментот ни е потребно и секогаш погодена терапија, морам да го кажам и потенцирам истото. Сега, да ги искористиме, ајде и овие последниве минути за сончањето, за кожата, со оглед на тоа дека одмор, за како да се заштитиме. Сите знаеме до некаде, меѓутоа подетално вака ќе не само што знаеме, него многу пати и забораваме. И забораваме, да. Кремите, лосионите, маслата кои што содржат заштитен фактор, се нанесуваат са бајле кога ќе станеме од спиење. Не се нанесуваат директно на плаж. Тој момент може точно да го треба забораваме. да се стават, па да се испие кафето, па после тоа да се оди на плаж. Совет за гледачите, секогаш школките на ушите, увото што го гледаме од надвор, врвот на носот и горниот дел од стапалото. Ретко кој нанесува заштитна крема на овие три, како да кажам, регии на кожата, а при тоа статистиката вели изгореници има најмногу таму. Не само изгореници, него и процентот на меланом е најчест на рскавицата на може би од ова што го споменавме сега, бидејќи нели она како физиологија малце поинаква, не е рскавица и во принцип секогаш прво тие горат. Да не го заборавиме и тилот на вратата, на вратот. Така? Шешир задолжително, нели оние општи препораки, памучни тканини, долги ракави и по завршување нели на денот на плажа, хидратација на кожата. Не е само туширање со соодветен гел и да се оладам, него потребно е да се нанесе хидратантна
крема или лосион за кожа кој што би требало што е можно за пократко време да се ресорбираат, да не остават маслен филм на кожата. Бидејќи кожата во текот на денот изложена на сонце се активираат воспалителни промени. Ваквиот тип на after sun, на препарати за после сончење, најдобро е воколку содржат каламин. Каламин е комбинација од 3 субстанции, официјална по европската фармакопеја. Има и во Македонија таков тип на производи, кои што се, како да кажам, најдобри во однос на својата ефикасност и кои што се незаменливи како after sun. Така. И сега исто прашањето, колку пати треба да нанесуваме крем, зависно од колку часа сме најверојатно и на плажа, преку и се препораките, дерматолозите велат одиме рано наутро на плажа, околу 11-12 часот се повлекуваме од плажа, па повторно одиме околу 5 часот попладне до зајди сонце. Но некој знае цел ден да го преси. Повеќе од 90% од луѓето не го прават тоа, не ја прават таа пауза, односно сака да си поспијат од сабајле и во оној најкритичен период од денот буквално се пржат на песок. Неколку пати треба да се нанесе кремата, односно производот кој што содржи заштитен фактор, по можност таа комбинација да ги содржи и физичките филтри и хемиските филтри, и најновите производи имаат фито-биолошки филтри. Тоа е една новина, еден патент од Америка доаѓа, кој што спречуваат, како да кажам, оштетување на генетскиот материјал на ДНК во клетките на кожата, предизвикана од штетните ултравиолетови А, Б зраци и инфрацрвеното зрачење. Так. Повеќето оние обични, како да кажам, едноставни заштитни фактори не пружаат заштита од тие инфрацрвените, а статистиката вели дека тие се всушност најодговорни за појава за развој на меланомато. Или поточно кажано, најопасни да ги наречеме. Да. Михаел, тука завршуваме со разговорот. Многу благодарам и како што мене ми беше корисно сето ова да го слушнам, сигурна сум дека се што пренесовме на гледачите, исто така и тие ги подсетивме и нив поточно, што е она и како треба да се подготвиме, за да појдеме на одмор. Стресот го оставаме дома, одиме на одмор да се одмориме. Така, релаксирано и убаво. Така искрено. Јас се засрамив, бидејќи искрено овие препораки. Каде беше да дојдете пред да одам јас на одмор? Па да не се пржам, како што рековте, и да не мирисам на скара сега, на печено месо мирисам. Сите сме исти, сите го правиме тоа, нели? Ќе се случи, ете, сакаш да поспиеш од сабајле, нели? На одмор си не трчаш од сабајле на работа. А и после тоа здодевно што ќе правиш во соба од 11 до 17? Така, и ќе се заспие на плажа. Така. Да. Нели? Ќе се исплива човек и така дремка ќе му дојде и тоа сонцето ќе заврти и така после тоа вечер кога ќе се погледнеме во огледало, леле изгоре. Што значи луѓе сме, така? Така. Да. Убаво е да знаеме како да си помогнеме. Како да си помогнеме, оти, нели? Благодарам, правилата се да ги прекршуваме. Ви благодарам многу на овие совети, како и секогаш корисни.